Велат времето е лек, но јас нема да сумирам, долго ќе патам, дури век. Со кариера исполнета со емотивни интерпретации, харизматична енергија, државни и меѓународни успеси и децениско освојување на илјадници срца, Јоце Панов е еден од ретките македонски вокалисти кои незапирливо ги топлат срцата на сите. Тој, Јоце Панов, на 8 март грандиозно ќе ја одбележи големата 25 годишна кариера. Дали Јоце некогаш се надеваше дека на ова место, односно Македонската филхармонија, ќе го одбележи големиот јубилеј? Па искрено не. Искрено не се надевав дека во еден од најграндиозните наши сцени во Македонија, ама имав среќа што пред неколку години е отворена новата локација и новата филхармонија во Скопје и правена е по сите светски стандарди за акустика. Концертот ќе го правам на некој начин со продолжен ревиски оркестар и бараше таков амбиент. И сум среќен што имам можност така. До успехот сите имаат полесен или потежок пат, но на Јоце зад успехот стојат сизифовски маки. Се бореше со сите и на сите можни начини. Па, така веќе да не излезе дека многу се жалам, но истина знаете вие барем знаете што сте од моите почетоци, што ги пратите како тоа го правев, на кој начин го правев и ден денес како го работам. 90% сум сам во се што работам. 10% имам нормално тим позади себе, ама 90% работите што сум ги постигнал со личен свој труд. Сепак тој успеа и од Македонија низ цела некогашна Југославија, па се до Бугарија и Грција, ги воодушевуваше неговите фанови. Тоа се наметна за надвор од границите на Македонија. Некако таа 2009 беше пресудна, кога победив во Будва на песма Медитерана, со Ти пеам песна, и таа песна некако ми ги отвори сите врати, ми ги отвори соработката со Кравати, со Миро Бујлјан, со Никша Братош, со Антонија Шола и со целата таа екипа што го работев тој албум, мој втор албум. После ми се отворија во Србија моментите кога изледов за City Records, подосна и после за Грант, така да сите тие моменти, 2009 беше пресудна. Какво е чувството да сте на сцена и илјадници да ви ракоплескаат затоа што ги допревте нивните срца? Најубаво чувство, тоа е нешто за кое живеам и тоа е нешто за кое се борам и кое не би го менувал тоа чувство за најголемото богатство на светот. Тоа е тој момент кога гледате дека публиката ги пее вашите песни. Секоја моја песна ја доживувам како буквално свое чедо, нешто што излегло од мојата душа и за нешто што сум се изборил многу да дојдам до било која од тие песни. И кога фидбекот, единствениот фидбек е токму тој на концерти, кога публиката ти ги пее песните, ја возрке целата таа, да кажам, енергија. Кои се најголемите предизвици на еден солист, вокалист, музичар? Јас претпоставувам дека се концертите. Бидејќи нештото за кое сите се бориме на крајот пак се сведува на контакт директен со публиката. Се ова што го работиме, крајот е тој. И тие се концертите се нормално. Концерт како концерт, филхармонија утре може би многу поголеми простори и секој од нас пејачите најголемата желба му е за тие концерти. Која од своите песни има најголемо значење за Јоце и кој настап ви остави најголем впечаток во кариерата и го сметате за најзначаен? Првиот, ќе кажам, кој буквално ми даде полет, беше Макфест овде во Штип, 2006 со Сродни души. Песната која направи многу голем успех тука во Штип. Штипјанија засака како своја некаква химна, бидејќи се споменува и Исарот во градот и една стара штипска приказна отпеана. Тоа е првичното, после 3 години, ова што го спомнав, песма Медитерана во Будва, кога победив со Ти пеам песна, исто 2010-та, трето место со Љубовна религија, Славјански базар после исто така со Ивана, со
подоцна и после некако се на 3-4 години ми беа. После 3 години 2014 беше со Ниле од љубовта, исто една моја, ете да кажам, лична карта што ми е позначајна. Дали сами ги пишувате вашите песни или потребен е тим за да се постигне вашиот успех? Имам и доста, имам преку 50 мои песни. Може би 10 на 10 сум компонирал и јас, сигурно 10-12 имам каде што сум или е цела моја, или само го правам аранжманот, сум ја земал од композиторот како текст и музика, или и текстот мој и аранжман, или музиката, значи, но во 13 песни имам умешано прсти, ама повеќето ми се од најдобрите композитори, би рекол, и во Македонија, и во овие бивши простори. Кои музичари, вокалисти ги сметате за најзначајни во својот живот и ви се омилени и каков тип музика слушајуце во слободно време? Оливер Драгоевич е пејачот кој од дете ми беше некако идол. Своевремено и Желко Јоксимовиќ со еден негов стил на компонирање и на песни. Ете, Здравко Чолич нормално, на сите нас е еден узор, еден идол. Како Јоце Панов ги поминува слободните денови? Дали пее додека се тушира? Тоа да, ама ретко. Тоа е повеќе фраза, нели, потуш како е потуш, ама ретко бидејќи јас имам останат кај што живеам во Скопје, имам комшики и мислам дека спалната на комшиите им е некако до моите вециња близу. И сум пробал неколку пати и кога зборувам на телефон и кога пеам да ми тропаат и веќе престана. Кои се плановите во 2025 година? И дали планирате нов албум, нови настапи и концерти? За нови песни, нови албуми, тоа е сигурно веќе имам 3 нови композиции. После концертот објавувам одно, имам едната се вика Алкатрас, која е така мислам за таа помлада популација, мислам дека ќе биде многу интересна приказна, интересен спот. Имам уште една, се вика Више ме нема, или Нема ме више. Тие секако имам и препеви на македонски јазик, сите песни ги работам паралелно македонски и српски. И после тоа уште една и така, цело време, на 2-3 месеци песна. Што би им кажале на младите музичари кои ве гледаат како идол и инспирација? Па да се трудат, да веруваат пред се во својот сон, ако имаат сон, и да знаат дека не е лесно, како и во секој бизнис, во секоја работа, не е лесно да успееш и да не се разочаруваат ако не го добијат тоа што не очекувале од било која песна. Секојаш песните знаат и после 10 години да си дојдат на право место и да станат хитови, да се протнат меѓу луѓево. Многу песни покажале, не мои, туку на сите големи пејачи и што ги спомнавме пред малку. Секоја песна си има своје време. Да, секоја песна има своје време. Не значи дека ако ја отпееш денес и дека таа мора утре да биде хит. Може би после 6 години ќе се случи нешто, сега особено со интернетот е многу, нели. Имаме вирални тие видеа, клипови, рилсови каде што од нигде никаде може песна што е подзаборавена да дојде и да постане хит. Така да, би ги советувал само да не се откажуваат и да не се разочаруваат ако во одреден момент не добијат фидбек од тоа што го очекуваат. Штипскиот љубимец на сите дами, Јоце Панов, не е само музичар и вокалист, тој е уметничка емоција, динамична љубов и олицетворение на искрените човечки чувства, кои за време на неговите интимни настапи ги исполнуваат и најголемите хали. Неговите настапи се приказна низ која се чувствува неговата посветеност и љубов према публиката, а неговата музика и карактеристичен глас ќе стојат трајно и длабоко врежани во срцата и мислите на сите генерации на љубителите на македонската музика.